Добро вечер. Централни вести, ви благодарам што сте со нас. Почнуваме со насловите од денеска. Македонија оправдано е разочарана од ЕУ, но не треба да се откаже од европскиот пат. Странците со пораки. Заслуживте многу поголем напредок. Муцунски дециден. Ја знам фрустрацијата и оправданото разочарување на луѓето. Остварувањето на европската интеграција е наша клучна стратешка цел. Македонија стана дел од СЕПА, единствената област за плаќање во евра. Што значи ова за граѓаните? Ова е особено важно за македонската економија. Ова зима бројот на заболените од грип е најголем во последните 15 години. Вирусот ја зеде четвртата жртва. Се работи за жена со коморбидитети. Не само Европската Унија, тарифите од САД имаат влијание и врз други европски земји, вклучувајќи и Македонија. Ова од Скопје го изјави Даниел Браун од Конрад Аденауер. Министерот за надворешни Муцунски пак кажа дека и покрај новата реалност, интеграцијата на земјава во ЕУ е стратешка цел на Македонија. Јован Ѓорговски. Европа е моќна економска сила, а ако ние се соочиме со тарифи од САД, погодени ќе бидат и земјите кои не се дел од Унијата, порача представникот на фондацијата Конрад Аденауер Даниел Браун. На дискусијата посветена на предизвиците за НАТО, Европа и процесот на проширување на Унијата во македонското МНР, Браун додаде дека ја разбира фрустрацијата и, како што го нарече, оправданото разочарување на македонските граѓани од евроинтегративните процеси. Сепак, според него, новата ситуација на геополитичката сцена може да даде сила за надминување на билатералните спорови. Европа и Германија се силна економска сила, и ако ние се соочуваме со тарифи како Канада, Мексико, што од оваа недела, со кои се сорачуваат од оваа недела, и земјите кои не се дел од Европската Унија има значителна трговија и размена ќе бидат повлијани од оваа промена. Ја знам фрустрацијата и оправданото разочарување на луѓето овде во вашата земја и во регионот. Може би оваа нова ситуација ќе ни даде сила, моќ да ги надминеме билатералните прашања. Шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски пак порача дека македонските евроинтеграции остануваат високо на агендата на владата. Во неговото обраќање истакна дека тоа е клучна стратешка цел, за чие исполнување, како што кажа, посветено се работи. Остварувањето на европската интеграција е наша клучна стратешка цел, за чие исполнување како одговорна влада посветено работиме. Ова е важно за нашите граѓани, но и за вас младите, со цел да обезбедиме просперитет на иднина како рамноправен дел од европското семејство. Во свет кој се повеќе е поларизиран, неопходно е да продолжиме да работиме заедно со нашите сојузници и партнери, да изградиме поправеден, одржлив и траен меѓународен поредок. Муцунски посочи дека светот во моментот се соочува со неизвестности, брзи промени, предизвици и закани. За таа цел, како што кажа тој, потребно е да се продолжи со изградба на одржлив и траен меѓународен поредок. Точно е дека Македонија не го доби од Европската Унија тоа што го заслужи, односно отворање на преговорите и интеграција. Ова од Скопје го кажа председателот на Хрватскиот парламент Гордан Јандроковиќ, кој е во 3-дневна посета на земјава. Андријана Лазова-Божиновска. Некоректно е тоа што Македонија се уште чека за почеток на преговори со Европската Унија. Хрватска ги разбира пречките и нетрпението, но дава силна поддршка, порача пред државниот врв и пратениците председателот на Хрватскиот парламент Гордан Јандроковиќ, кој е во официјална посета на земјава. Според него сега е потребна истрајност во евроинтеграциите, особено поради неизвестните геополитички случувања во однос на руско-украинската војна. Овие денови и над ЕУ и над НАТО се надвиснуваат сиви облаци, можеби од почетокот на нивното основање. Ова е најголемата пресвртница за двете организации. Не знаеме како ќе изгледа нивната иднина. Вашите преговори со Европската Унија се уште не се формално отворени и тоа не е коректно. Република Хрватска високо ги цени сите ваши достигнувања и мисли дека заслуживте многу поголем напредок. Пред обраќањето на собраниската седница, Јандроковиќ им
имаше тет-а-тет средба со собранискиот спикер Африм Гаши, на кој разговарале за европскиот пат, продлабочување на меѓупарламентарната соработка, како и односите меѓу двете земји во економијата и туризмот. Потсетувам дека двете земји во истата година го потпишаа договор за стабилизација и асоциација со Европската Унија, а денес Хрватска веќе 12 години е полноправна членка, додека за жал Северна Македонија заостанува во овој процес поради добро познатите пречки. Председателот на Хрватското собрание беше пречекан со државни и војни почести на свечена церемонија пред законодавниот дом, а средба одржа и со македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова на Вила Водно. Напаѓачите на Пендиков добија затворски казни од неколку месеци, но не се докажа дека тој бил нападнат од омраза, односно зашто бил бугарин. Ова е одлуката на Охридскиот суд, според кој делото е само тепачка со тешка телесна повреда. Со ова паѓаат во вода сите ставови на официјална Софија за тоа дека Пендиков бил истепан само затоа што се чувствувал како бугарин. Дејан Трајковски. Христијан Пендиков, кој по физичкиот напад сензационално со бугарскиот председателски авион беше пренесен во Софија на лечење, не бил натепан од тие бугарин. Мотивот омраза пред судот не беше докажан, а двајцата обвинети Илија Спасески и Борче Ангелов добија по 8 месеци ефективен затвор за нанесување на тешка телесна повреда, зашто според информациите обвинетите ќе се жалат до апелација. Случајот кој ја дигна на нозе целата политичка елита во Бугарија, според аналитичарот Благој Чатанасовски, бил политизиран и добил етничко-политичка конотација. Тој очекува да има и реакција од одредени политички партии во Бугарија, кои ќе се обидат да ја оспоруваат исправноста на пресудата. Случајот беше политизиран во односите меѓу Македонија и Бугарија, кои во изминативе 5 години поставањето и официализирањето на бугарското вето беа на најниско можно ниво меѓу официјална Софија и официјално Скопје. И тој беше еден тотален немил настан, каде што гледаме дека целата политичка елита на Бугарија му даде етничко-политичка позадина на случајот дека од омраза, бидејќи Христијан Пендиков се декларирал како бугарин, бил нападнат, но процесот заврши така како што заврши. Мислам дека треба да имаме верба во институциите на системот. Пресудата доаѓа по нешто повеќе од 2-годишен процес, а во тепачката секретарот на сега веќе поранешното бугарско здружение во Охрид цар Борис III Пендиков заврши со скршена вилица, 2 напукнати пршлени, испукани ребра и со 3 скршени заби. Тепачката се случи на 19 јануари 2023 година пред ресторан во Охрид. Пендиков тогаш тврдеше, а сега и официјално не се докажа, дека тепачите го нападнале од и себе си се нарекувал бугарин. По тепањето, председателскиот авион на Румен Радев го однесе Пендиков на лекување на Воената медицинска академија во Софија, а целиот случај тогаш дополнително ги вжешти односите помеѓу Македонија и Бугарија. Откако излезе од болница, екс-секретарот на бугарскиот клуб на свечен начин доби и бугарско државјанство, кое му го врачи тогашниот бугарски политички врв. Наместо да се исчисти, големата дива депонија среде Скопје се зголемува. Надлежните во немоќ си ја префрлуваат одговорноста. Жителите на Арачиново и Ченто се собраа во знак на протест поради високи сметки за струја. Протестот беше организиран преку социјалните мрежи. Се жалат дека им стигнале сметки од 35 до 75.000 денари. Ово е почетокот, дека ќе се продолжат протестите и ќе бидат масивни, оти не е во ред високи фактури да им доаѓат на луѓето, да речеме сегде во Европа, ја знам многу добро, е поевтино многу него кај нас. Ми доаѓа 16 и 700. И што ќе правиме? А пензијата ми е толку. Јас во село имам куќа, 4 месеца не сум бил тамо. Спуштен осигурачите, сите надоле, нема жив човек. По 6.000, по 5.000 ми доаѓа. Зашто не го прочитуваат струјомерот? 49.000 сум платил најскупа струја на 7 месец летовска. Ја често пати сум дошол, сум се жали, 4-5 пати сум сменили сати, број, например, секој бројло што сум смениле, значи секој пат дошол уште повише и повише.
ЕВН Електродистрибуција инвестира во модернизација и унапредување на дистрибутивната мрежа, а во рамките на овие инвестиции целосно беше реконструирана мрежата и во Арачиново и во Сингелич. И покрај инвестициите во овие региони, граѓаните ја уништуваат опремата и диво се приклучуваат на мрежата, што представува кривично дело, велат во нивното соопштение. Тие додаваат дека кражбите на електрична енергија во овие населби се над 50%. Само во последните 6 месеци има над 100 записници за кражби во присуство на МВР. Кај дел од потрошувачите, како резултат на овие инвестиции, за прв пат се отчитува точно потрошената електрична енергија. Електродистрибуција ги отчитува броилата секој месец. Иако, согласно правилата за снабдување, компанијата има законска обврска да отчитува еднаш на 3 месеци, велат од ЕВН. Европскиот совет за плаќања денеска ја прифати Македонија како 39-та членка на единствената област за плаќања во евра СЕПА. Под водство на Народната банка, нашата земја направи значителни напори да ја усогласи правната рамка во доменот на плаќањата и платните системи со регулаторните барања на Европската унија, со што и официјално се приклучи кон платежната област СЕПА, исполнувајќи една од најважните цели на патот кон членство во Европската унија. Сандра Спасовска. Македонија станува дел од СЕПА, единствената област за плаќање во евра. Земјава е меѓу првите од регионот кои се приклучуваат кон СЕПА заедно со Албанија и Црна Гора. Од Народната банка на брифинг со новинарите велат станува збор за долгно ефективен процес, а влезот на земјата ќе овозможи побрзи, поевтини и побезбедни трансакции во евра кон европските земји и за граѓаните и за фирмите. На ниво на регионот Западен Балкан од страна на Светска банка е проценето дека годишно ќе се заштедат околу половина милијарда евра. Ова е особено важно за македонската економија, која што се карактеризира со висок степен на трговска отвореност, еден од највисоките во регионот на Централна и Југоисточна Европа и голем обем на прекогранични плаќања. Оттаму и потенцијалот за заштеда во трошоците, за подобрување на ликвидноста и за зголемување на конкурентноста на компаниите е голем. СЕПА трансакциите имаат пониски надоместоци од традиционалните меѓународни трансакции. Од Народната банка вела трансферите на СЕПА се обработуваат во рок од еден ден, а кај инстант плаќањата преносот на парични средства се извршува за десетина секунди. Фирмите ќе можат полесно да се вклучат во прекограничната трговија со стоки и услуги во земјите што се дел од СЕПА, а со тоа и да го прошират својот бизнис и да ја зголемат конкурентноста. Со пристапувањето на земјава, домашните банки ќе станат директни учесници во платните системи кои функционираат во СЕПА, што практично значи дека ќе се избегнат така наречените комплексни кореспондентни аранжмани што сега ги имаат банките, што пак ќе услови поевтин и побрз пренос на пари. Дополнително од Народната банка посочуваат дека според анализите со членството покрај останатите придобивки ќе се намали сивата економија, а представува значаен чекор и кон финансиска интеграција во ЕУ. Дел од СЕПА во моментов се 38 земји. Денеска СДСМ го отворија, како што велат, првиот од серијата скандали поврзани со тендери на градоначалници од ВМРО ДПМН. Во фокусот почитувани се милионските тендери што завршуваат кај едни исти фирми. Дури фирми со сомнително минато, кои биле гонети токму за злоупотреби и местење тендери, а кои последно земаат пари и тоа од унгарскиот кредит. Индикативно почитувани е што понудената цена и постигнатата цена се во речиси сите случаи исти, односно нема пат на цените. Дали однапред се знаеле условите? Прашуваме, дали градоначалниците на ВМРО ДПМН им овозможиле ексклузивен пристап до информациите? Почитувани, клучно е каде завршуваат парите од унгарскиот кредит. Јавноста има право да знае дали ова е механизам за финансирање на партиските структури на ВМРО ДПМН. Одговор експресно стигна од ВМРО ДПМН. Некој повторно ги мести СДС. Фирмата која што ја обвинуваат за тендерска мрежа добила 45 милиони од општина Центар. Дали и Герасимовскиот ВМРО ДПМН? Толку ли немаат во СДС компас каде се наоѓаат и што се случува? Па за пресконференции каде наводно објавуваат скандали на ВМРО ДПМН, вадат фирми кои свртеле милиони во општини водени од градоначалници на СДС.
Знае ли Венко Филипче како го брукаат и дека со секој поминат ден се повеќе го спуштаат и онака нискиот рейтинг на неговата партија? Прашуваат од ВМРО ДПМН. Бројот на граѓаните заразени со грип оваа зима е највисок во последните 15 години. И покрај тоа што оваа недела се регистрирани помал број заразени во споредба со минатата, за жал жена со грип почина на клиниката за пулмологија. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. За 15,4% има помалку заразени од грип во однос на минатата недела. Пикот на грипот опаѓа на оваа година во однос на минатите 14 години. Може да се каже дека овој период на болни од грип е највисок, објаснуваат од Институтот за јавно здравје. Една жена починала од последица од грип на клиниката за пулмологија. Оваа недела, споредбено со деветата недела од минатата сезона, кога бројот бил 641, е зголемен за 4 пати, а во споредба со деветата недела од последните 14 сезони зголемен е за 38,4%. Во досегашниот тек на сезоната на грип регистрирани се 4 случаи кои што се починати од грип, од кои што последниот се работи за жена со коморбидитети на над 65 годишна возраст. Во однос на возрастната дистрибуција, над 1400 луѓе се на возраст од 15 до 64 години, 550 кај деца на возраст од 5 до 14 години. Највисока инциденца се регистрира кај децата на возраст од 0 до 4 години. Додека во 3 извештајни единици, каде што спаѓа Дебар, Кратово и Свети Николе, многу висока активност на вирусот. Заболените најповеќе се пријавени во Скопје, 515 лица, Битола 236, Куманово 203, Струмица 166. Епидемиолозите со најава дека бројките ќе се намалуваат во текот на наредниот период, но остануваат препораките болните да седат дома и да се внимателни хронично болните граѓани. Граѓаните се осетливи на респираторни инфекции и поради загадениот воздух, а дивите депонии кои се палат се една од причините за аерозагадувањето. Под Скопското кале во центарот на Скопје има огромна дива депонија која наместо да се исчисти со месеци само се зголемува. Надлежните во немоќ си ја префрлуваат одговорноста. Здравко Димитров. Депонијата под кале постојано се шири, а институциите наместо да почнат да го решаваат овој долгогодишен проблем, си ја префрлаат одговорноста едни на други. Палењето на дивите депонии ја загадува околината. Граѓаните на Скопје се трујат се повеќе, а надлежните креваат раменици. Градежен шут, расфрлана пластика, медицински отпад, санитарни делови се само мал дел од она што може да се најде на дивата депонија. Никаде во светот, во светските метрополи, не можеме да најдеме фрлен дури ниту отпушок од цигара, додека кај нас, во срцето на градот Скопје, во поднебјето на Кале, можеме да видиме дека имаме дива депонија која што се простира по течението на реката Вардар. Од град Скопје за Канал 5 велат дека не се надлежни и дека ова се парцели кои се во сопственост на физички и правни лица и дека тоа е нивна одговорност, а додаваат и дека просторот е во рамките на општина Центар. Досега во изминатите 3 години единствено градот Скопје реагира на терен и казнува, поднесува кривични пријави за сторителите и врши секојдневни координирани акции, додека останатите не постапуваат, иако за истото имаат законска уврска. Од општина Центар пак велат дека тие постојано спроведуваат акции за чистење на конкретната локација и апелираат до несовесните граѓани да не оставаат отпад во депонијата. Додаваат и дека се отворени за соработка и дека во најскоро време ќе реализираат акции со МВР и со надлежните служби на град Скопје, а оние што ќе бидат затекнати на лице место ќе бидат санкционирани од страна на комуналната инспекција на општина Центар. Инаку, во изминатата недела, инспекторите за животна средина на град Скопје имаат изречено над 100 казни за оние кои неконтролирано фрлаат ѓубре. Од град Скопје потенцираа и дека на територијата на градот има уште 14 институции кои имаат ингеренции и должности да постапуваат при креирање депонии кои го загрозуваат здравјето на луѓето. По серијата сообраќајни несреќи во Скопје со смртни последици, при што животот го загубија повеќе пешаци, Канал 5 на терен констатираше дека добар дел од пешачките премини не се соодветно обележани. Таквата состојба во комбинација со ниската сообраќајна култура е посебно опасна за пешаците. Јорданчо Цветановски.
Избледени линии, а некаде не достигаат по цели ленти. Ова е состојбата во која се наоѓаат некои од пешачките премини низ главниот град кои ги регистрираше камерата на Канал 5. На некои места едва видливи се и обележувањата за велосипедски и пешачки патеки. Вака изгледаат голем дел од пешачките премини во Скопје. Линиите на нив се речиси избледени, а некаде како и да нема пешачки премин. Дел од граѓаните реагираат дека едва ги забележуваат пешачките премини, но и останатиот дел од сообраќајната сигнализација. Според нив, дополнителен проблем е што избледените линии не се гледаат навечер. Мислам, навистина треба да има да се обележани повторно со фарба или како и да е. И некогаш многу брзо се вози по улиците, па треба да има лежачки полицајци. Особено навечер, како возач кога сум, од таа страна некогаш не се забележува воопшто ако не го знаеш на памет дека има пешачки. Исти се сегде. Сегде се исти, тоа мислам ја. Пешачите кај што провлаѓаат треба да се обележат почесто. Се не се одржува во градот, не само патна инфраструктура, ништо. Ни представува проблем и тоа што не се ни почитува таа сигнализација, например овие со мопедите и со точаците возат во обратна насока. Апсолутно треба да се обновува, дури и да се пратат светските стандарди, фосфорни или некои други бои или другото да биде појасно. Иако Канал 5 испрати прашање зошто е ваква состојбата и дали и кога се планира освежување на патната сигнализација, до овој момент од надлежните од јавното претпријатие улици и патишта одговор не добивме. Во Скопје последните години, вклучително и неколкуте сообраќајки со трагичен исход во последните месеци, одново го актуализираа прашањето за почитување на сообраќајните правила и прописи. Не помалку важно за учесниците во сообраќајот, вклучително и за пешаците и велосипедистите е во метрополата каде има густ сообраќај, безпрекорно да функционира и патната сигнализација. Предмалку стигна одговор од улици и патишта. Бе известуваме дека во зависност од временските услови, како и согласно програмата за летно одржување, проектирање и изведба на светлосна, хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација и сообраќајно-техничка опрема на подрачјето на градот Скопје, активностите за обележување на градските коловози ќе почнат кога ќе бидат поволни временските услови, со почетокот на пролетта. Активностите за обновување на хоризонталната сигнализација ги извршува јавното претпријатие улици и патишта и истите се извршуваат при крајот на пролетта и почетокот на летото. Само интервју на лидерот на СДСМ Венко Филипче во продолжение тука на Канал 5 со Гоце Михајловски. Пријатна вечер.